конечно снимаме подкастов после 2 месеци од кога договоривме да го договараме технички да го снимаме и еве на сега вака предиспитно. Да, пред колоквиум во моментот. Добро ве најдов. Добро оди. Се разболев вкупно 2 пати измеѓу периодот кога се договоривме прв пат да го снимаме ова и до сега ако толку долго време траеше што да. Да, ама добро, еве сме конечно. Ќе те представам на почеток, бидејќи тоа ми е како некој стереотип како го терам подкастот за оние кои не би те знаеле, би го гледале подкастов, да имаат некоја слика со кого разговарам. Че ти си студентка на медицинскиот факултет во Скопје. Се знаеме уште од Корчаген, кај што учевме заедно и искрено не ми е верно дека сега вака овие неколку 2-3 години ги правиме овие работи што ги правиме заедно сите книжевно поетски. Генерално и така и те знаат луѓе како поетеса, како учесник на поетски настани, имаш учествувано на клинци, на поетска епизода, на добри гости. Сега ќе учествуваш на Скопскиот поетски фестивал на отварањето, ќе зборуваме за тоа малку подоцна, но она што мене ми е интересно и што секогаш мислам дека го спомнувам кога те најавувам дека ќе учествуваш на некој настан е дека си од тоа медицинско крило на автори. И тоа ми е и првото прашање. Кој е спојот меѓу книжевноста и медицината? Тоа мислам дека е моето прашање на темава и општо сите ме прашуваат дали се споени или дали се раздвоени или во мене дали се два света или се фузионирани во еден. И не сум сигурна затоа што мислам дека во мене лично имаат почнато како работи од две страни што не се спојуваат, ама после некое време сваќаш дека почнуваат да се допираат. И не знам, спојот... Мислам дека објективно нема некој многу голем спој, ама има многу медицинари што пишуваат поезија и што креативно се изразуваат, така да мора да има негде нешто. Да, па тоа мене ми е многу интересно, бидејќи точно е тоа дека има многу медицинари и ако гледаме не знам низ историјава и на наша во македонска книжевност има медицинари кои се присутни во генерално не само во книжевноста, туку воопшто во уметноста. Ама секогаш ми било интересно тоа, бидејќи не знам, кај мене е многу јасно, бидејќи полето на интерес што го работам на факултет и на студии е многу поврзано со ова мој хоби, да го наречам. Кај тебе она баш две многу спротивни страни и секогаш ми било интересно што има предност. Дали можеш да кажеш дали медицината или книжевноста преовладуваат во тебе? Па не можам да кажам, види, не би рекла само книжевност затоа што мене општо уметност ми е дома, не знам како да кажам, не ни дека само пишувам и цртам и правам некои викам глупости, што може би кажува дали нешто има предност, не знам. Не, ама не мислам дека има нешто предност. Кога се запишував на медицински, прво размислував да одам и на книжевност, размислував општо што од средно, размислував да одам на ликовна уметност, сакав да одам на театар, решив да запишам медицински и нема да лажам. Запишав медицински затоа што мислам дека на долг план би ми донело многу повеќе, не знам како да кажам, па простор за развој, би рекла повеќе, ама мислев дека ќе треба да се откажам од ова. Мислев дека ова никогаш пак нема да излезе на виделина, дека нема да се занимавам со ова, ама сватив дека не можам. И можеби тогаш му дадов предност на тој научен дел од мене, ама сватив дека нема ниту еден дел предност. Само у различни моменти различно ќе се експримира на површината, ќе излегува зависно како се чувствувам. И општо имам толку голема љубов спрема двете полиња што не можам да ги не можам да кажам што е побитно. Ја стварно и медицина сакам. Ја сакам, гранката ме инспирира.
Многу сум среќна, гледам одам на операција, сум среќна, го правам ова, сум среќна и нема ниту една предност. Да, па, бидејќи те гледам дека со страст се занимаваш со медицина, тоест се уште со студирање на медицина, иако реално студирање медицина не мислам дека никогаш стопира, тоа е, не знам, како буквално истражување на колку на човечката свест го прават, не знам, хуманистичкиве науки, толку медицината би немала крај во своите истражувања. И гледам дека тоа баш онака со страст го работиш, но од друга страна кога те гледам и со каква страст пристапуваш кон поезија и кон уметност генерално, бидејќи јас те знам и како актер во аматерски представи. Да, ти ме знаеш како актер во аматерски представи. Бидејќи не знам кога во средно кога сум те гледал вака низ школа и на некои настани што сме ги правеле, баш јас имав некоја таква слика дека ќе тргнеш кон уметноста. Да, и кон генерално луѓе што отидоа на некои така без разлика дали медицина или технички науки што се занимаваат со уметност, секогаш мислев дека уметноста ќе им биде главниот фокус, зборам на студирање, ама тој спој пак ќе речам дека е спој, бидејќи не можеш да ги одвоиш, а и присутна е науката во твојава поезија, ќе зборуваме потоа и за тоа. Баш така некако се сплотени и ми е многу интересно за анализа тоа присуство едно во друго. Колку има уметност во медицината, ако има медицина во твојава уметност? И тоа е интересно. До сега дека го зборувавме се ова, го размислував точно ова, многу често луѓе кои медицина па и од други области што се занимаваат како хоби со поезија, кажуваат дека има нешто што е бегство од тоа што се соочуваат секој ден. И јас со тоа не се сложувам. Мене ми е инспирација. Многу тоа мислам дека не може да се објасни на човек што не го видел, не го почувствувал, ама потелесно нешто од тоа да влезеш, да видиш како изгледа нешто внатре во човекот не постои. И ти особено имаш и во поезијата, нели, телесното и духовното и се тоа, и кога сум таму и го гледам се тоа, мене ми е перфекција. Тоа е има многу уметничко според мене во тоа. Има уметност и во како ќе изработиш една операција, има многу креативност. И мене баш тоа ме инспирира делот, најмногу од тоа и влечам инспирација, збор што не го сакаат луѓето, ама општо за животот, најмногу влечам инспирација од тие моменти. Од моментот кога ќе видиш дека нешто што изгледа толку хаотично, значи не можеш да се снајдеш никаде што се случува, има некој човек што знае да најде нешто толку мало и ситно и да го поврзе на некој конкретен начин за да функционира повторно перфектно како што мислам, ништо не е перфектно, добро, блиску до перфекција, како што функционирало претходно, тоа според мене е уметност. И затоа мислам дека и имам доста делови што се медицински, па мислам дека во иднина ќе имам уште многу повеќе што се поврзуваат со внатрешноста на човечкото тело, затоа што мислам дека се работи кои што се уметност. Не мислам дека сакам да избегам од тоа, не мислам дека треба да се нели се гледа нешто како механичко, нешто не хумано, не човечко. Мислам дека е најчовечното нешто, тоа мислам дека истото би го кажала и за пишување поезија. Најчовечното нешто. Ајде да вратам на две работи кои ги кажа. Прво, оно со инспирацијата, вака ми закачи. Зошто е збор што не го сакаат луѓе? Па не знам, многу луѓе... Мислам дека е модерно у последно време да не кажеш дека си инспириран. Мислам дека у последно време е модерно да не си многу заинтересиран. Треба да звучиш опуштено, тебе не ти е ова толку важно и нели ова вака само јас толку сум кул. Ама јас не сум таков човек. Јас сакам да кажам дека е нешто важно, инспирира јас се што гледам околу мене и затоа си го почитувам зборот, иако мислам дека сега е покул да не си таков. Да,
Ај сега не искам да звучам како луѓе што се 20-30 години постари од нас кога зборуваат дека младите денес ништо не ги интересира и ништо не сакаат да прават и не знаат ништо да прават и само седат на телефон и ништо не прават, пошто многу ме иритира тој став, бидејќи се осеќам директно нападнато и како се што правиме да не добива никаква релевантност. А вака особено некој овој последен период као многу луѓе ми го кажуваат тоа и професори на факултет кои ќе пристапат со тој став дека вие ништо не правите и луѓе вака кои ќе ми се појават на работа во буква и ќе речат дека ништо не прават младите и колку биле они изнервирани од тоа дека младите ништо не прават. И сега ова што ми го кажуваш од друга страна, па некако како да го потврдува тоа. И па јас мислам дека тоа е зависен процес помеѓу постарите и помладите. Ова се што го каже звучеше како промо за клинци, така да е промо за клинци, пошто за тоа е настано. Како и да, мислам дека клинци инспирирано. Точно. директно од сите тие луѓе што као зборат вие ништо не правите. Затоа и секој издание имаме таков еден ироничен иронично мото. Знам, слушнато секој издание. Како и да, мислам дека не е само кај постарите тоа, мислам дека кај младите е изромантизирано доста. И мислам дека секогаш има и од... за вакви работи нема еден крив. Не може да кажеш постарите така не поценуваат нас. Тоа е затоа што има голема група на луѓе што истото го романтизираат кај себе. И мислам дека многу луѓе знам што дали од не знам од која причина, ама го романтизираат у сопствениот живот фактот дека не знаат на каде тераат. Ништо не им е важно. Тука им доаѓа таа меланхолија што е постојано и некогаш се чувствувам како луѓето да забораваат дека во наши раце е нашиот живот, како тоа да ги води нив и мислам дека затоа нели тоа е популарно на интернетот, тоа ќе стигне нели до постарите генерации, тоа се шири, затоа ние сме безделничарска генерација, што мене многу не ми се свиѓа и мислам дека ако обратно кажуваш од тоа, многу повеќе луѓе ќе бидат опуштени да направат нешто. Затоа што јас знам многу луѓе што како да им е срам да покажат дека прават нешто важно. Како да, не знам, цртам, ама ја не цртам, не знам, не сликам ништо сериозно. Јас го правам тоа. Да. Тоа не е важно. И после тоа како очекуваш, нели, после таква реченица како очекуваш дека некој друг ќе свати дека правиш нешто сериозно. Ама некако контра од целото тоа има и околу нас и во круговите во кои што се движиме еден куп луѓе кои сериозно прават нешто и некако мислам дека тоа е повеќе доаѓа од аспект на колку сум опуштен во однос на тоа што јас правам, бидејќи не знам, и кога почнував да пишувам на пример, го имав тој момент као знаеш несигурно и уште го имам. И како мислам дека повеќе учам, повеќе ми се зголемува таа несигурност во сопственото знаење. И мислам дека моментот кога знаеш ќе добиеш некаков, дали тоа ќе биде некаква поддршка или не знам, да добиеш релевантност од некој што е порелевантен, колку и ова да звучи грубо, го некако поминува тој момент на као ја не правам нешто као многу битно, многу важно, многу добро или како да го именуваме. Ама би се вратил назад, сепак мислам дека таа дискрепанца млади-стари постои и некако како особено луѓе што као фатиле нешто од Југославија, иако као веќе тие луѓе што имале реален живот во Југославија, као сега имаат по 60-70 години, као луѓето што сега имаат 40-50 само се родиле во Југославија. Така да, и не фатиле нешто многу, за да зборат дека као порано многу било подобро. Не знам, јас не се сложувам, бидејќи можностите што сега ги има за да се прави се многу поголеми од што биле
од што било претходно. На оваа тема мајка ми еднаш каже една реченица што многу ми се свиѓа, секогаш ја кажувам само таа реченица, тоа е дека луѓето што зборат за времето на Југославија се луѓе кои што сега се постари, а знаеме дека во младоста имаш многу повеќе надеж, имаш многу помалку соочување со проблемите. И едноставно зборат од некоја меланхолија по своја младост, отколку што зборат меланхолија по Да, жал за младоста малце момент кога што не ја ни чувствуваат. Мислам дека секој човек најубаво се чувствува, не мислам, така е, најубаво се чувствува на 20 години, од 10 до 30 години. Нормално е после тоа да ти изгледа се некако пропаднато се соочуваш со различни. се соочуваш со реалниот живот. Мислам, не знам, еве, кога почнувам да влегувам во институции, да треба да работам нешто и да правам нешто, да земам документи или некои такви работи, кога се соочувам со таа досадност на тој свет. Да. И како нормално е во тие безгрижни денови да ти фалат. Ама ајде не одолговлекуваме темова, пошто ќе не ругаат после. Да, дефинитивно. Не, ама тоа што сакам да го кажем на темава е дека мислам да ја завршам да не излезе после да ме ругаат. Мислам дека не би можеле ние секако да знаеме што е подобро, што е полошо, дали било боле или сега ќе биде понатака подобро. Мислам дека за секој е добро, најдобро тоа што е у моментот. Овој свет е најдобро од сите свет. Ама не, стварно, па која е потребата да размислуваме дали ние нешто правиме повеќе или помалку од тие пред нас? Според мене тоа е тотално неважно. Сега правиме нешто и се подржуваме меѓу себе. Сега нешто, да. И да не бидеме кога ќе имаме ние 50, да не бидеме со тие ставови. Дали ќе бидеме, најверојатно ќе. И тоа е тоа. Бидеме, не знам. Тоа е нормалата, тоа е окей. До тие што ќе комуницираат со нас за 20 години, може слободно ни кажете, немој да ми го правиш ова. Да, стварно, порака за 20 години. Да. Ова ќе биде запишано во историјата. Добро, сега, спомена околу телесноста, преска додека зборуваше за медицина и се што правиш во тоа поле. Обично нели има, не знам, некој став за медицината дека не за медицината, за телесноста, дека као тој по неважен, по изволкан дел од и човекот, ама и општо од светот. Дали ти е важна телесноста? Па, мислам дека ми е, не знам, мене ми е, како да го кажам, тоа возвишена во мојата глава од секој аспект. Јас и општо мислам дека и во збирката, па и кога пишувам многу повеќе и обрнувам внимание. Иако сум човек што мене ми е, не можам да кажам дека ми се сплотени тие две работи, не ми се, ама некако преку телесноста можам да се ги објаснам духовните моменти, духовните делови од човекот. И никогаш не... Баш затоа што многу се посветувам и од едната и од другата страна, ми е многу важна телесноста од сите аспекти гледано. И од пример, најглупав пример, и рандом факт за мене што можеби нема да биде добро да се каже, вака неки им пречи на луѓето, ама многу приметувам движење на луѓе во просторот. Мене тоа ми е една од најтелесните работи, најчовечните работи. Приметувам како седат луѓе, приметувам како body language, без да нешто сум читала премногу на темата, ми е многу важна работа. Како ги движат рацете, дали се поставени спрема мене. И кажуваат толку многу за како се чувствуваат. Можеш да видиш од тоа како луѓето размислуваат, каква им е отвореноста спрема светот. Тоа исто така, според мене, најглупав пример за колку е важно телесното постоење и како сме наместени во просторот за... Океј, ова што го зборуваш е првиот момент од кај што добиваш некаков печаток за човекот. Исто како облеката. Облеката многу кажува каков е човек. Мислам, многу кажува. Може да не излаже каков е човекот, ама реално тој некој прв печаток што го добиваме од луѓе, го добиваме и од нивниот изглед. Но во друга насока ми беше прашањето во однос на телесност, духовност.
обично не знам, нели се става примат на тоа духовното и као Да. треба да бидеме посветени на духовното и да не интересира овој свет. Јас не би се сложил со тоа, бидејќи бегањето од телесниот свет не е многу здрава работа, бидејќи да, окей, духовната страна е важна, ама не можеме да игнорираме ова телесна страна. Реалното постоење не можеме да го игнорираме. Ама те прашувам за да преминеме и во песнело. Таму во твојата книга е присутно генерално телесното како концепт. Дури нема она одвојување телесно духовно, баш се измешани, баш ја правиш таа некоја синтеза помеѓу еднава и другава страна, и во таа насока ми беше прашањето како концепти. Па мислам дека тоа е буквално не ги одвојувам, не знам како да кажам, како концепт на не знам, не ни се сложува многу со возвишувањето на духовното над телесното, и морам да признам дека не ни размислувам на таков начин. Ја многу често и кога пишувам, обично се почнува од некоја физичка слика. И или почнува од чувство, што би било нели повеќе нешто во духовна смисла, меѓутоа многу често кај мене се создава телесна слика во однос на тоа чувство. И затоа мислам дека ги гледам само како некоја фузија и можеби повеќе посветам на телесниот момент внимание, ама не можам да бидам сигурна. Баш заради тоа, затоа што ми се некако споени, не ги одвојувам премногу. И сега, ајде на песнело ќе преминеме, па ќе ги дискутираме и овие прашања. Песнело излезе во издание на ПНВ публикации, конкретно минатата. Така, крајот на минатата година беше? Па да, излезе во минатата година, јас решив да промоцијата да ја правиш во оваа година, во март. Прилика март. Сега, знам дека збирката ја спремаше некој подолго време, и знам дека и доста и работеше на песните додека да дојдат во оваа форма сега во книгата, нели, што ги имаме. Ајде прво, многу е глупаво прашањето да ти речам мотивот за издавање. Јасно ни е на сите, нели, зошто би сакал еден да издаде книга, ама ме интересира процесот на подготовка за да дојдеш до моментот сакам да ги имам песните во книга. Сега би одел и на оние малку поопшти прашања од кога пишуваш, дали си отиеш ќе речат пишувам од како знам за себе или не, имам точен момент. Да. Затоа и те прашувам, бидејќи некои од овие работи знам, некои се дискутира и на самата промоција. Ајде на почетокот за тој дел да видиме како доаѓаш до идејата воопшто за книга. Вака треба многу тебе да те инкорпорирам во мојавето, ама стварно е така. Ја пишувам и од претходно, меѓутоа да се разбираме, јас не сум била во кругови во кои што се пишува, ниту па сум била некој човек што е од било кој аспект инволвиран во оваа заедница, да кажам. И некако преку вашите настани сватив дека можеби треба да ги соберам сите овие работи, да ги издадам, и со многу мотивација од многу луѓе, од кои што стварно ти си еден од најглавните фигури. Јас стварно се извинувам, ова не е дека ми речено да го промовирам, ама на сите им го кажам ова, пошто е вистина. И затоа што стварно мислам да не беа вашите поетски епизоди, јас немаше да издадам збирка. Може би да беа некои други поетски епизоди на некој друг човек, истото ќе се случеше, ама тоа беше првиот настан што реално после не знам, после короната првите такви настани кои што се појавија беа вашите, и јас секако пошто ме интересира доаѓав и сватив дека не е толку, не знам,
тешка работа да се издаде збирка, пошто јас мислев дека е многу тешко тоа. Особено пошто јас многу тешко се натерувам да направам нешто. Не знам од која причина, само многу ме е тешко и прво преку тебе и вашите настани, после тоа преку сите вас, сите, некако сите толку многу ме направи да се чувствувам како да е важно тоа што го правам, што си реков, добро, па ти зошто го гледаш волку неважно. И Јуля само ми дојде и ми рече, добро Јува, ајде, кога ќе издадеме збирка? Бев кој, чекај, уште не сум ментално спремна. И после тоа секој пат истото ми се случуваше и реков, бе, добро Јува, на што не си спремна ти? Зашто сега чекаме? Не, сепак, се ова се должи на квалитетот што го имаш ти како авторка. Бидејќи и реакциите што ги добиваше на читањата и тоа некој инсистирање од моја страна и од страна на Јуле од ПНВ да се да се средат овие песни, бидејќи јас сметам дека нема некој клучен момент, возраст, било што одредува кога еден треба да издаде книга. Едноставно мислам дека ако авторот, односно тој што пишува смета дека е спремен да излезе тоа и ако има поддршка и потврда дека тоа што го прави е добро, тогаш зашто да не. Да, така што заслугата си е твоја за книгата, ама да, мислам дека тоа ми беше и идејата со поетска епизода и со сите други настани и работи кои ги правиме, баш да мотивираме млади да влегуваат во уметност. И го направивте тоа. И стварно мислам дека правите голема работа. Може, нели, некој го гледа малце помален, малце поголемо, јас секогаш го кажувам дека мене ми е клучно и ми донесе многу само доверба на оваа тема. Така да. Да, и тоа тоа ми е многу мило кога ќе го чујам, бидејќи тогаш знам дека правиме нешто добро и дека кога гледам дека се повеќе луѓе се вклучуваат во тоа што го правиме, знам дека одиме во некоја добра насока. Сега мислам дека те прекинав. Ако имаш уште нешто да кажеш околу ова прашање, окей, ако не сега не се сеќавам што друго да кажам. Мислам ќе сакам да поминам низ збирката. Прво многу ми се свиѓа корицата и тоа што е джебен формат, бидејќи баш и можеш да си ја носиш сегда со тебе. Општо книги во джебен формат ми се многу и сладки и лесни за носење. И што можам да си ја читам кај сакам. Сега содржината ми треба, таа е напред. Че имаш неколку циклуси, конкретно сега ќе кажам колку? 8. Конкретно 8 циклуси кои да речам содржински се поделени и посветени на различни аспекти. И тоа се аспекти од мислам ова е мој заклучок, од твоето постоење во градов, но и општо твоето постоење и врската на тебе со сите работи кои те интересираат и кои ги правиш, секако тука е и медицината, и уметноста, и некои други прашања кои те интересираат, за кои што сакам да те прашам. Јас кога го пишував тој текст, кога ни беше лик на месец на Култура Бета, некако пробав да го склопам тоа во некои 3 поголеми целини, иако сметам дека не се тоа единствените 3 нешта за кои што пишуваш, тоа беа некои феминистички или женски аспекти. Ќе поразговараме околу тоа како го дефинираш, медицинскиот наратив во збирката и љубовниот аспект, но секако тука е многу присутен градот, што исто сметам една важна тема, така и почнува збирката со градско дете, и тоа е песна која некако кога мислам на тебе и твојата поезија, тоа е една од песните која ми доаѓа вака прва на ум, покрај таа исто и песната со млекото, бидејќи е специфична и е нели таква како што е, може да се прочитаат луѓе во книгата, но ајде да почнеме од градов. Што градов значи за тебе?
Овој град или градската средина? Или двете? Ајде и едно и друго. Ајде. Бидејќи мислам дека овој конкретен град Скопје исто е поврзан со поезија. Да, е. Па, мислам дека и затоа почнува збирката со таа песна, почнува сакав некако да се движат од пошироко кон потесно самите циклуси. Односно почнам од средината, па почнам нели преку луѓето, стигам до некои своји теми и многу сакав прва песна и тоа ми репрезентира. Цело време го објаснувам градот и на крајот завршувам дека сите ние сме градот и нели и сакав да алудирам на фактот дека ние сме тоа за кое што многу често зборуваме како да не сме дел од него. Некако многу песни има што се за Скопје, ама се чувствувам како некојаш да го осудувам градот како така да постои надвор од нас и ние не сме дел од него. Се лошо е околу нас, нели, обично и такви се песните за Скопје, не се нешто многу весели, ама ние сме тука надвор од него, а ние сме секој ден низ уличките, ние го правиме и метежот и проблемите. И така некако и го гледам градот општо како поим, многу го гледам преку луѓето. Што мислам дека е стварно се поретко некако. Мојата врска со овој конкретен град е убава. Се чувствувам дома и мислам дека тоа е нешто што е често, ама не, затоа што од кога да има една мува што циркулира. Баш од кога ја издадов збиркава, со многу луѓе зборувам баш на таа тема, дали пошто е прва песна, не знам, или пошто е ударна, и си да се некако, нели, со прашање и знаеш каков е твојот однос со градот ово, не сватив преку тоа дека многу луѓе не се чувствуваат како дома и сватив дека тоа е правиот начин на кој што треба да го објаснам. Ова е дека се чувствувам како да сум дома, кај да отидам се чувствувам прифатено, нели, со сега. Има исклучоци, на местата каде што одам јас се чувствувам прифатена. И многу ја сакам атмосферата. Никогаш ми е криво затоа што луѓето не се чувствуваат така. Мислам дека имаме многу што да правиме во градот, мислам дека го разигруваме градот, особено по младиве генерации. Како да знам што прават постарите, нема врска, сакам да кажам дека има многу настани, има многу што да се прави, има многу различни типови на активности, што е нешто што многу често луѓето се жалат дека го нема и мислам дека само не знаат како да го најдат и не знаат како да му дадат шанса. Сега тука имам одлична шанса за уште една реклама, ама ќе го скокнам тоа. Слободно давај, кажи. Не, само видеото на сајт. И затоа јас го сакам Скопје и можеби нема, нели обично има и прашање дали би си отишла ти од Македонија, од Скопје. И па тоа ќе кажав, најверојатно ќе отидам некаде некогаш, ама тоа не е затоа што сакам да избегам од градов. Мислам дека многу често причината на луѓето дали си признаваат или не е дека сакаат да избегаат од овде. Мене ми е проблем да избегам од овде. Најверојатно би одела затоа што кај нас нема толку добра едукација како во странство, ама мислам дека ќе се вратам. Кај да отидам, мислам дека ќе се вратам затоа што тука ми е фамилијата, убаво ми е. Не, помислам дека сега ова многу патриотски ќе звучи, мислам не дека има нешто лошо во тоа, ама конотацијата во која што се користи патриотизмот денес е малку изместена. Но не е важно. Сметам, бидејќи јас сум на истата линија со ова што го зборуваш, да би отишол некаде надвор за да се дообразувам, да стекнам, не знам, поголеми вештини за ова све што правам, но постојано се осеќам како тоа што би го добил од надвор да треба тука да го имплементирам, тука да тие вештини да ги искористам за ова место да го направам подобро место за мене или за другите не е ни важно. Ако успевам барем малку да влијам на местата кај што се движам и да ги направам подобри, тогаш постигнувам некаква цел. И баш тоа го размислувам, бидејќи ретко кој тргнува од идејата дека ова место е и не е така лошо. Бидејќи јас не мислам дека овде е кузне колку лошо
има убави ствари или само уште не удрила реалноста по Најверојатно и тоа е дел Ама од... Да. сепак не мислам дека е до толку тука лошо и ние не можеме да живееме тука добар живот. Да, има некои аспекти кои се ужасни, Да, но има некои сигурно. аспекти кои се прекрасни. Но сепак некои работи кои се случуваат во градов го прават градов да биде тоа што е и да биде убав таков каков што е убав. И баш мислам дека некогаш ако би отишол би сакал да се вратам и да бидам како окей, ајде сега можеме да пристапиме кон нешто подобро и да направиме нешто подобро. Тоа е мојата Бидејќи идеја, да. градот во Песнело е таков, е мил, убав е. Да. Не е она Скопје полно со ѓубре и со ужасни градски власти и со, не знам, Скопје 2014, лоши згради и фейк фасади. Иако мене искрено и тие теми ми се многу интересни кога ги сретнам во уметност или Да, и особено мене. во филмови кои го прикажуваат тој аспект на градот, ми се многу интересни бидејќи од една страна е и критика кон начинот на кој што се раководи овој град, но сепак моментот што го кажа ние сме дел од градот и сме одговорни за работите кои се случуваат во овој град, мислам дека си апсолутно во право. И тоа ми е... Тој го мислев дека критиката не можам да му ја дадам на градот. Можам да им ја дадам на луѓето што го прават него. Јас давам во збирката многу критика, не е дека јас мислам дека се овде е розово. Ама мислам дека се тоа зависи од секој поединец засебно од нас како група. Немам што да го критикувам градот кога, нели, да, има ѓубре и не знам да ги објаснам тие работи, мислам дека преку критика на човекот можам да го искритикувам на градот. Па не, добро. Градот е луѓето, тоест луѓето се градот, како и да е. И сега имаш исто и некои работи врзани со слободата, со повеќе видови на слобода. Имаш еден наслов кој е многу оксиморонски и е многу интересен вака за анализа, но и за да позборуваме како концепт на слобода. Истото го имаш и со концептот на љубов, тоа е врзана слобода. А пред тоа имаш песна врзана љубов, најде прво за слободата, бидејќи имам еден цел дел околу љубовта кој сакам да го продискутираме. Што подразбираш под врзана слобода како фраза? Не знам што точно подразбирам, ама ова има многу логика кога ќе го размислам. Мислам дека стварно најголемиот страв за мене е да не сум слободна. Ама можеби многу подоцна од кога сум ја напишала таа песна, имам сфатено дека ми е малце страф и од слободата сега. И затоа мислам дека не знам што мислам под врзана слобода. Врзана слобода како концепт ми е нешто дека тешко ми е да го објаснам ова, ама многу често се соочуваме во животот со моменти каде што се чувствуваме како да имаме целата слобода, а забораваме на синџирите што не држат, што не знам како да кажам, се создадени од самата слобода што ја имаме. И ова го имам сватено, не знам дали се разбира што зборам, тотално се надевам дека се разбира, преку различни односи што сум ги имала со луѓе, врски, имам сватено дека и самата, нели, си дадеш толку слобода без правила на однесување, без никој вредности, да речеме, нели, кај нас моралните вредности се некој тип на ограничување на слободата и се тоа. Тотално на крајот те пореметува таа слобода што ја имаш. Не знаеш, немаш насока на движење и тоа е ограничувачки. Така да, мислам дека и тоа го символизира и во тој наслов и во таа песна. Мислам дека делот, имам дел каде што пишува дека сакам да ме извезат на свила или да ме закачат некаде за да мислам дека сум слободна. Тоа ми го символизира, да се вееш, да речеме, на ветрот, ама да си закачен на гранка. Е, според мене, добра метафора за врзана слобода. Каде што се чувствуваш слободна, ама си врзан и сега тука ми е прашањето за
дали е тоа слободата што ја сакам, дали сакам сепак да се држам за гранка додека се веам на ветрот, или сакам да се веам на ветрот и да летам некаде, или сакам, не знам, гнездо на дрвото, сега сум во тој Да, јасно. процес, ама... Да, окей, прашањето колку слобода е доволно слобода е едно од вечните прашања кои не знам дали можеме да им дадеме конкретен и финален одговор. Но има во песнава неколку работи кои така ги играш со некакви спротивности. Имаш еден дел од песната што вели носиме до мојот дом спроти црквата на рид чекачено, спроти ноќта од војна вратено, спроти планината со грб свртено, спроти чувствата врз трупов што надвиснале. И тука некако го има тој однос живот-смрт. И ова со спроти ноќта од војна вратено ми е, не знам, еден од можеби најмокните стихови во песнава, па можеби и во збирката, бидејќи прво што војната е многу актуелна и што не мислев дека ќе живеам во свет кога војна ќе биде толку актуелна и кај што ќе биде толку блиску до нас, не дека тие подалечни војни не се реални, но многу се зборува за војна во последно време, последниве години. Сега ќе те прашам дали ти е страв од војна? Најчесто гледам да не размислувам на моите стравови спрема нешто што не можам воопшто да влијам на него. Затоа нема да ти дадам одговор, затоа што не знам. Не знам дали ми е страв или не, ама едноставно ако немам никаква улога во тоа ми е еден тип на, не знам, стил на живот, решавам дека нема да се плашам од тоа, затоа што нешто ако сватам дека ми е страв, што ќе правам? Ќе се плашам? Не сакам да се плашам. Да, секако нема каде да одиме, ама не знам, те прашувам бидејќи тој страв е, и ќе се вратам повторно, може да биде инспирација. Да, може. Бидејќи, не знам, мене ме такви некои стравови од глобални катастрофи, како само ова звучи како за глобално затоплување, да зборам, ама и тоа е подеднакво опасно како и војна. Да. Пак работа врз која што не можеме да влијаеме, ама бидејќи лично ме задира, не сакам некој да дојде да биде као ајде во војна, да ме регрутира. И баш затоа прашувам за војната и за стравот, бидејќи го врзана слобода е прашање кое го врзувам со војната. Да, и ја спомнуваш војната како постоечка тука. Да. Ле, сега ќе кажам една на тема ме потсети анекдота. Може би не. Бев во војска. Значи не анекдота. Не, на тема имав муабет во однос на стравови со мојот брат Алекс што има 8 години пред неколку дена. И он има многу стравови, не може да спие од неговите стравови, а јас во фамилијата сум позната по тоа дека кога бев на негова возраст, јас не можев да спиам од стравови. Многу долго време не можев. Значи имав целосно проблеми со тоа. И затоа сега он кога решава, нели, кога се расесите, мене ми се обраќаат, ајде, нели, како да му помогнеме, знаеш како му е. И си раскажуваме, го прашам, добро, дете, од што се плашиш? И он ми вика, па се плашам од метеори, од земјотрес, се плашам од, не знам, од војна, се плашам од експлозија, од такви работи се плаши. И јас, кога бев на негова возраст, му кажам, јас се плашам од чудовишти, од вештарки. Јас се плашам, и ден денеска ми е по некои нереалистични стравови, ми се поизразени од вакви работи. Не знам зошто. Затоа не знам дали се плашам од војна. И го збориме ова и он ми вика, ете гледаш, да, ние сме различни. Вика, тебе ти е лесно, ти не се плашиш веќе, ти знаеш дека вештарки не постојат. А што да правам, што земјотрес знам дека постои, како да престанам да се плашам. Им беше многу смешно, пошто не можев да му дадам одговор. И останавме на тоа. И баш ова е тоа прашање се спроведа исто во сега во нашиот муабет. Кога нема што да правиш на темата,
Ама ето ги немам тие стравови. Никогаш не сум се плашела од експлозија или од земјотрес. Се плашам од, не знам, работи во мојата глава повеќе. Јасно. Добро, не би понатаму за стравот од војна. Не, ово сум кога бил во војска, е исто така уште една умилена работа на генерациите што фателе одење во војска, што зборуваат колку од војската научиле, колку војската ги направило да бидат човек, да си го наместат креветот, да бидат дисциплинирани и да станат рано, како да не можат тие работи да се научат на некој по мирен начин од одење во Андре, ја војска. не си го местам креветот и не станувам многу рано, така да може има некоја логика, не знам. Може да ме прателе во војска и ќе сум станувала рано. Да, може. Така да не знаеме. Да, не го користам уместово за да критикувам се што ме нервира. Да. Е сега, имаш еден стих, Жена на трон, од кај што тргнувам во тој текст што го спомена, во лоцирање на тие некои женски аспекти, феминистички аспекти во книгата и сметам дека тие феминистички аспекти водат во две насоки, повикување на твоите женски предци, конкретно однос со бабати, тоест односот на лирскиот субјект со бабата. И тој е некој женски колектив кој провејува низ песниве на различни начини и кој мислам дека е многу голем дел од тебе, бидејќи си дел од еден таков женски колектив. Да го Поздрав до... Да ги направам. Слободно. Поздрав до Маги, Аги, Ник и Јана и другите луѓе како Чипе Гала така натаму. Да, поздрав. Поздрав. Е сега. Иначе размислав за дали им кажав дека ќе ги спомнам во некој момент, тоа беше правилно. Да, ова беше супер место. Да, исто така работа која не ја договоривме. Да, е сега ај феминистичките аспекти. Дали тие моменти можеме да ги сведеме на феминизам во твојата книга? Многу ми се свиѓа прашањава, затоа што обично кога ме прашуваат луѓе, како директно се сведува на мојата определба како феминист. И ми се свиѓа што е дали може да се сведат на феминистички. Мислам дека можат, ама исто така мислам дека кога ги пишувам тие сите работи, не сум од оние луѓе кои што мислам, дали ова позитивно или негативно, не знам, ако си го кажам. Не сум од оние луѓе кои што решаваат тоа да го направат со цел да биде некоја порака за феминизмот. Најверојатно некој ќе ми рече и, знаеш, зошто вака сега малце си ја тргаш феминистичката страна на својата поезија, ама јас ја возвишувам жената и незините улоги во општеството на сите можни начини. Стварно живеам во еден силен женски колектив и најверојатно затоа таму ме потакнуваат сите тие моменти во книгите. Ова звучеше како да живееш во комуна. Па тоа е исто, јас живеам па да речеме во комуна, затоа што живеам сама со мачка како кетмам, ама живеам секој ден со истите женски особи, затоа што така ни функционира животот, цело време ни се спојуваат активностите. Исто како да живеам во комуна, така да имам такво искуство според мене. Ама да, и исто така и баш во песната Жена на трон, не сакам толку многу да ставам безусловно жената на трон. И не знам тоа колку се фаќа во песната, ама јас си го чувствувам така. Сакам да ги потенцирам и другите моменти. Имам таму еден, сега не можам вака да ги кажувам речениците, имам момент каде што кажувам дека му љубомори на својот род и така натаму.
Сакам да ги потенцирам и моментите кои што се па не негативни за жената, затоа што не мислам дека тоа се негативни моменти, меѓутоа сакам да ја покажам незината улога во светот преку тие реченици и работите кои што некако ретко се дискутираат. Мајчината, имам прашање од мајчината љубов што е повозвишувано. Не е целосно, безусловно дека треба да се возвишува мајчината љубов, затоа имам прашање, ќе беше точка. Имам прашање затоа што сакам да алудирам на тоа дека мајчината љубов, да, е највозвишувана. Меѓутоа има многу жени кои што не си го вршат тоа како... Така да никако, како да кажам, таа песна гледам и како полуиронична во некои мали делови, што мислам дека луѓето, мислам, ја така ја чувствам, не ја ни прифаќаат така. Знаеш зашто те прашав дали, бидејќи кога зборуваме за феминистичка поезија, таа не нужно е активистичка поезија. Тоа е случајот со твоите феминистички песни. Немаат тенденција да бидат, не можам да речам насочени кон некакви општествени прашања со кои што феминизмот се занимава. Ама сепак мислам дека не преовладува активистичката страна. Не можеме целосно да ја исклучиме, но баш она што го кажуваш, некако величењето на женската телесност, на женскиот колектив, на женските прашања, играњето со матката како дел од поезијата, се во функција на поезијата, не во функција на активизмот, што не значи дека е лошо, и не можеме да го осудиме тоа дека ти не си феминистка. Да. Сакам да сум феминистка, меѓутоа на човечен начин. Тоа ми е целта на се ова. На вистина сум против радикален феминизам. Многу ме нервираат радикалните движења и затоа мислам дека некои луѓе тоа го песнава, на пример, ја поврзува жената на трон е некако многу радикална идеја, ама не сакам да биде така, сакам да биде жената човек. И затоа го потенцирам ова. Сакам секој женски елемент што го имам да биде гледан како жената да е нешто нормално, човечно, не толку големо, а сепак ја ставаме на трон, прашалник. Јасно. Тоа ми е целта. Дали може вода? Фала. Келнер. Да, и сега што сакам друго да те прашам. Тој женски колектив во мојата глава и додека читав, ми е често поврзан со самовилските обреди, со тоа некое она слика музите во Оро со Афродита, генерално концептот на муза, некако во така го правам поврзувањето. Како гледаш на тие врски, на твојот женски колектив со некаква самовилска традиција? Или така, вештерска. Или вештерска го пропушти традиција. тој дел. Да, вештерска традиција. Фала. Мислам дека многу и во мојата средина и од моја страна е доста романтизиран тој момент на самовилската енергија и од друга страна вештерската страна и на женската енергија. И дали го гледам поврзано, можеби во некој друг живот мислам дека би биле одлични самовили и одлично би леткале над убави езера со цветиња. И многу ми го инкорпорирам тој дел. Дури мислам дека во овие песни овде конкретно не се толку многу тие теми обработени колку што ги имам вака, нели, пошто ова не е се што имам напишано. Да, јасно. Мислам дека ми ја носи сакам да го гледам животот на таков начин, сакам да си го гледам моето круче на таков начин, ми носи некоја позитивна и лесна енергија, како да ти дозволува, ако сакаш, ако се перцепираш себе си на таков начин и си дозволиш да се чувствуваш така,
ти носи некоја леснотија, ти носи некоја, не знам, убава енергија и го потенцира вештерскиот дел, затоа што и тоа многу го сакам како елемент од женственоста и нели целата историја, се нема да го зборувам тоа. Ама ми се свиѓа тоа што преку тој дел па се внесува нешто змиско во целата приказна, за да не биде се нели толку наивно и добро. Ми се свиѓа како изгледа тоа како слика за женскиот колектив. Сега истиот тој женски колектив е дел од твоето насочување кон медицината, прилично. Сега пак би се вратил на тие некои медицински елементи во збирката. Имаш неколку песни кои се експлицитно насочени кон твојата медицинарска страна, но и генерално на збирката ги опфаќаш тие теми. Но јас би се фокусирал на една работа. Имаш една песна каде што го представуваш тоа некое движење низ болничкиот ходник во кој луѓе страдаат и ти таму наоѓаш инспирација. Ме интересира колку е тоа така. Колку не можам да речам колку сочувствуваш со тоа страдање, бидејќи секако сочувствуваш чим си се нафатила да се занимаваш со медицина, бидејќи пред се јас го гледам тоа како една многу алтруистична работа, но ме интересира колку тоа страдање влие врз тоа што го твориш. Можам да почнам без да го најавувам дело за колку ме прави среќна медицината, затоа што го кажа веќе тој дел. И многу интересно што тоа конкретно чувство многу често оди со грижа на совест во позадина, кога ќе ти текне што е тоа што те инспирира. Кога ќе ти текне на тоа за што зборуваш. Затоа што никогаш се исклучуваш. Во некои моменти, кога особено кога си над книга, си леле колку е интересно ова што го гледам, не ми се верува дека вака функционира, забораваш на тоа дека луѓето што проаѓаат низ тоа тотално е најлошата работа на светот. И кога одиш низ ходникот, ти доаѓа тоа другото чувство и си стварно не знам дали вака има на другите луѓе што студираат медицина, не знам дали размислувам повеќе или не знам дали се чувствува така, ама мене ми е многу чудно да треба да го прифатам фактот дека толку убаво ме прави да се чувствувам нешто, да се толку многу не ме ни радува, не знам како да кажам, ме возбудува да научам нешто такво и да го гледам тоа, паралелно со тоа да сочувствувам со луѓето што им се случува. Многу конфликтна ситуација. И мислам дека точно вакви песни може да излезат само од студент. Затоа што ние сме во позиција во која што не можеме да помогнеме. Ние никако не помагаме. И наблюдуваш. Само наблюдуваш. И не си ни толку близок со сите луѓе со кои што се соочуваш, ги гледаш само еднаш, нели доктор има пациенти кои што ги постојано ги гледа, специјализант исто. Ние сме таму на половина час со секој пациент, толку, максимум 2 пати ќе го видиш. И одиме на различни оддели со различни типови на болни и ништо не може да направиме. Таа безпомошност кога ќе сватиш ти дека нашата интеракција со пациенти имаме таква песна на вистина тоа. Одиме таму, како анамнезис вита, одиме таму и го прашуваме зошто сте тука, знаејќи зошто е таму. Го прашуваме од кога сте тука. Го прашуваме најглупави прашања. Мислам, не се глупави воопшто од медицински аспект, ама тоа кога го прави доктор има цел на крајот да му помогне. Ние немаме цел на крајот, не му помагаме. Ние на крајот си одиме и му викаме, ви благодариме многу што споделивте со нас што вие и толку. И тоа е се што
се што ни дава тој човек е само знаење, ние ништо не му даваме за возврат и толку некогаш не прифаќаат со отворени раце. Кога ќе видиш некој толку што е фин, ти вика ајде па во иднина да лечите луѓе и се тоа. И има пациенти со кои што кога разговараш во тој даден момент, стануваш свесен дека може да бидат живи уште 24 часа. Или дека они не се ни свесни за тоа. Пациентот во тој момент не е свесен дека со болеста што ја има или состојбата заради која што напратиле таму, состојбата заради која што напратиле таму е нешто што не може да се излечи. Не е свесен и ти стануваш свесен. И тоа чувство, сежам цела, не можам да го дофатам во поезија, ама нешто што е најконфликтното нешто во мене што сум го почувствувала. Да, па јас затоа и те прашав, бидејќи личи многу како конфликт на таа една траурна ситуација, бидејќи никој не доаѓа кај медицинар пошто му е убаво, никој не оди во болница или било каде поврзано со неговото здравје, кога му е убаво или кога е здрав или кога е добар, туку напротив, а после ти имаш од друга страна оваа фасцинација научна, која е исто легитимна, како што јас сум фасциниран од било која книга, на моите студии или филм или било што. И баш е она конфликт меѓу една таква ужасна, траурна ситуација со една ваква фасцинација научна. И тоа баш во таа песна ми е многу е доловено и ми се потврди една сега анекдота. Кога седевме еднаш во буква надвор, ти учеше со твојот женски колектив на една маса и јас на друга маса седев со една поетеса и ние разговаравме, не знам, нешто. Ја спремавме мојата промоција, разговаравме за книгата, за песните, едно друго, и вие така развикани, разџавкани, само викате клиничка смрт. И одеднаш штама се случи на терасата во буква и ние бевме само Сана, се вртим, што, како. И таа анекдота ја видов во песнава. И уште еднаш ми се потврди таа окупација со медицината која рефлектира и во твоето уметничко творештво. Ќе преминам на уште една. Малку мислам дека навлегам многу емотивно. Не, мислам, мене ми е интересно и баш сакам да го дискутирам тој момент, бидејќи се чувствува и мене ми е многу убаво кога гледам дека она што го можам да го прочитам во книга, ќе го видам и кај авторот и ќе видам дека навистина го имаш тој момент на преточување на чувственото и на она од што се инспирирала во песниве кои настанале поради таа инспирација. И сега уште еден слој во песните ми е љубовниот наратив. Многу некако имам чувство дека сите како да сакаат да избегнуваат да пишуваат љубовни песни. Како да е клише и како да не треба да се пишуваат љубовни песни, бидејќи некако како да има некоја потреба, особено во некои современи тенденции во книжевноста и инсистирање и на критичари и на автори дека мора уметноста да биде ангажирана. А што ме ангажирана не може да биде љубовна. Ај прво по ова прашање ме интересира што мислиш. Мислам дека и ова се поврзува малку со оној муабет во мојата глава, со оној муабет што го имавме на почетокот со незаинтересираноста. Мислам дека е другата страна на истиот проблем, односно кога си заинтересиран, би требало да си заинтересиран за се тоа што ги засега сите. И во тој случај љубовна поезија е неблагодарна, да речам. И јас со тоа не се сложувам, затоа имам толку љубовни песни.
Исто така, кога ќе тргнам од аспект на тоа што јас навистина не пишувам со некоја зададена цел. Може би е заради тоа што имам привилегијата да не сум, нели, да ми е хоби овај, пишувам само во моментите кога ми доаѓа природно, онака, од нигде никаде. Да не си обремената со теорискиот аспект на книжевност. Да. И што мислам дека е преубаво за мене лично, за да си го задржам тоа што ме прави да се чувствувам убаво, ама не можам да го исклучам тој дел од себе. Не можам да кажам дека да не пишувам љубовна поезија кога има денови кога јас имам да кажам такво нешто, ја тоа чувствувам. И не разбирам зошто би требало да биде тоа. Не знам, сега да, може би е клише и кога реално кога си ја читам мојата збирка, кога си ги читав песните, нели, за да се издадат, навистина моите љубовни песни не се нешто многу пореволуционерни, не се ништо ново не читам во нив. И кога ако ме прашаш кои ми се, немој да ме прашаш, ама ако ме прашаш кои ми се најдобрите песни во збирката, да речеме 5, нема да има ниту една љубовна песна. Освен можеби една. И тоа кажува нешто. Можеби навистина се поклише, ама што е, зошто не би биле таму? Ја не верувам во тоа дека секоја песна мора да биде револуционерна, па ние се повторуваме како мотивите се повторуваат. А љубовта е еден од мотивите кои најмногу превладуваат во книжевноста. Да. Бидејќи јас знаеш, кога ќе кажа некои клише љубовни песни, јас мислам на песни кои се те сакам, ме сакаш, многу се сакаме и така натаму. Љубовна песна може да биде и без ниту еднаш да се спомне дека некого сакаш, и без да го има терминот љубов, и без да го има моментот на лично обраќање кон тебе што те сакам, ама дека љубовта е еден вечен мотив, само се менува тој што сака и тој што е сакан, тоа е различното. Ама баш ова сакав да те прашам, бидејќи тоа го чувствувам во песните, дека ја немаш таа обременетост дека сега јас тука ќе имам само песни посветени на жената и ќе биде она ептена активистичка поезија, или ќе биде поезија која ќе биде само посветена на медицината, него и во медицинските песни се чувствува љубов, се чувствува емпатија како еден вид на љубов, се чувствува некое сочувство, кој исто така може да го сметаме за љубовна поезија, ама ги имаш и оние стандардни љубовни песни каде што имаш еден субјект или објект кон кого искажуваш љубов, но не се оно типични љубовни песни. Се надевам. Јас сметам дека не се. Не би да должиме уште по повод ова прашање. Сакам уште нешто околу промоцијата. Се случи во март во лабораториум и баш онак ме интересира како си помина и како си задоволна од промоцијата. Во рамки на промоцијата имаше и изложба, ти имаше една инсталација. Ме научи дека така треба да го кажам. Така ќе го наречеме. Ајде, како си помина? Многу убаво си поминав. Мислев дека ќе има многу повеќе трема, не чувствував трема. Многу топло ми дојде. Многу беше напорно сето тоа да стигнам до таму што не очекував, ама самиот момент со инсталацијата, колку и дали каде да стојат сите работи, некако првиот план ми беше да биде во МКЦ, па не беше во МКЦ, па беше ваму, па различни цели идеи, пошто имав многу различни идеи за како сакам се тоа да изгледа, и некако толку едноставно се разреши сето тоа. Исто така никогаш не смислив добра посвета. Мислев дека ќе смислам добра посвета за да ги посветувам. Не вакви, ова е напишано на пијано овде во буква на стојање онде. Тоа е друга работа, на пијано е добра посвета, ама таму некако
не знам, мислам дека ќе биде многу поофицијално све тоа, дека ќе знам јас како што ќе напишам за секој човек и се тоа. Најверојатно ме научи Славе дека не пишувам како што треба посвети. На секој човек не сум напишала посвета како што треба затоа што немам ниту град, ниту датум. Не знам ни дали се потпишувам со име секаде или со подпис. Многу често заборавам да им ставам на луѓето, да им го напишам нивното име, иако им го знам, па и на тие што не им го знам, не знам да го прашам. И така сватив дека јас не сум нешто многу официјално на темата. Ама не, во тој момент на промоција, кога е она многу личен и емотивен момент, окей, да, ти даваш нешто на јавноста, и се отвараш, се подаваш себе си надвор од себе, ама во тој момент на промоција, кога има 100 луѓе кои чекаат во ред и ти не можеш ни мисловно, ни физички на сите да им напишеш она посвета која ќе биде идеална за секого. Мислам, јас многу се нервирам кога ќе видам дека имам иста посвета со не од тебе, ама од некои други автори, кога ќе видам дека имам иста посвета со уште 50 луѓе што се тука присутни, ама од друга страна сум као окей, као реално се што требало авторот да каже си кажал во книгата, не мора да биде директно насочено. Ама да, мило ми е што се помина убаво на промоцијата, бидејќи беше стварно убаво и така се направи некоја убава атмосфера, изложбата си додаде на тоа, бидејќи можеше да се читаат и таму директни врски со твоите песни, а инсталацијата јас не ја видов. Како не ја видов инсталацијата? Не бај да не си... Добро, ќе ти покажам дека. Не знам, значи јас после сите беа како ја видел инсталацијата, ја која инсталација. Па добро, значи не си прошетал многу сконцентриран. Не знам зашто ја пробуште. Видов само на слики после тоа, ама го разбрав концептот. И да не си го разбрал, окей. Окей, да видам никогаш не разбрав. Поголемиот дел од мислам, од изложбата беше на Колеа делот со сите негови фотографии, што таа беше подскриена и понастрана, може затоа не си ја видела, ама да. Не знам, после бев као Андреј. Како? Не е битно. Имаш песна во антологијата на млада македонска поезија, ново раѓање на зборот, кој исто така излезе во издание на ПНВ публикации, приредена од Весна Мојсова-Чепишевска и Иван Антоновски. И ме интересира како гледаш на излегувањето на таа антологија, што значи за тебе да си дел меѓу тие 42 автори и авторки застапени во антологијата и колку знам дека ти е кејф што си таму, бидејќи на сите ни е кејф што сме таму. Ама баш ме интересира тоа како го доживуваш излегувањето на таа антологија и што мислиш дека ќе донесе пуштањето на еден таков збир од новата генерација македонски поети и поетеси, бидејќи само поезија има внатре. Таа збирка за мене значи првото официјално прифаќање од страна на колективот на млади поети. Затоа што некако не знам, не сум била претходно поврзана со тите луѓе и општо не сум, сферно немам никаков друг допир освен преку поезијата во книжевниот свет и многу ми е мило дека сум препознаена како еден од тие сите луѓе. И се чувствувам како да имам некоја, заедно со сите млади поети, како да имам некоја поголема моќ после, не знам како да кажам, како да сум јас дел од тие кои што можат да сменат некои работи. Не знам дали ова има логика, ама многу ми е мило што барем се чувствувам како да сите ние да го придвижуваме некако поетскиот свет доста активно периодов. И мило ми е што сум дел од тоа, затоа што некако мислам дека и пред таа збирка, па добро, и со вадењето и на ова мојата, нели со песнило,
се чувствувам како конечно да станав дел од активниот процес. Инаку се чувствував претходно како да сум од оние на кои што им се влие. Сега можам конечно и јас да имам некаков удел. Така да, не знам, там затоа многу ми значи. И единственото нешто, освен оваа збирка во која што ми има мене, и не знам, некако многу ми е мило да, дека сум. ќе има секако уште работи ќе во тоа верувам. Ме интересира дали имаш поддршка од нема од дома да те прашам дали имаш поддршка. Него Од кој поддршка? дали имаш генерално поддршка од луѓето околу тебе, па и од таа некоја постара книжевна генерација, за ова што го правиш, за ова што реши да влезеш во овој свет, за да издадеш книга. Да, па тоа е малку и го одговорив, нели, со како решив да издадам збирка, да се чувствувам многу поддржана, па и од дома, што ме радува многу. Многу често чувствувам мислам дека 50.000 пати го кажав тој збор. Добивам поддршка од луѓе од кои што не очекувам. Не знам, од факултет, да речеме, колеги што не очекувам, одеднаш се многу возбудени, тоа ми дава многу среќа. Затоа што има луѓе на кои што ова им е битно, за кои што јас не знам. Затоа што има луѓе на кои што им е битно и знам дека им е битно, многу ме радува кога му е битно на некој човек што не очекуваш. Не дека е моја, него дека е поезија и не сум очекувала од тој човек. Ај дека е моја. Ама многу добивам поддршка и од сите по старата генерација на поети. Тоа е мотивацијата зашто воопшто издадов. Морам да кажам дека ја добивам таа поддршка уште пред да издадам, уште многу пред да издадам збирката, некако сите многу ме поттикнувале да го направам тоа и сега се радосни заедно со мене дека издадена збирката. Да, добивам многу поддршка. Годинова ќе учествуваш на Скопскиот поетски фестивал, кој го најавивме пред неколку денови. Еве тука можеме да го изрекламираме. Да, ќе се случува од 29 мај до 1 јуни. Официјалното отварање ќе е на 30, на 29 ќе е тој настан посветен за млади, наречен одскочна даска, кој ми е мене омилен дел. Зато два пати имам учествувано. И као таму се создава тоа некое јадро кај што запознаваме нови луѓе, нови млади кои ги интересира поезија и книжевност и уметност, без разлика дали ги интересира само како хоби или како некаков поголем академски интерес. Бидејќи првата година кога заедно учествувавме на првото издание на Одскочна пред 3 години, така, да, ова е трето издание сега, значи пред 2, не е важно. Математика нула, се тој мимот со формулите и триаголниците од страна. Да, не е важно, на првото издание на Одскочна даска, баш го почувствував тој момент на такво создавање заедништво, создавање колектив. И сега од Одскочна доаѓаш на делот со возрастните. Така, кажа. Отварањето на Скопски поетски на 30. Како се чувствуваш по повод ова прашање? По повод твоето учество на Скопски поетски? Искрено возбудена сум за да видам што ќе се случува, затоа што нема да зборувам многу, тоа не знам колку смеам да зборувам ја за програмата и такви работи, нема да кажам. Возбудена сум за како се тоа ќе изгледа. Баш така се чувствувам, као леле, конечно пораснав, нели некако по возраст, него како поет, сега конечно станувам од тинеџер од поет, сега одам во возрастните поети. Младата поетеса која што се издигна помеѓу со својата нова издадена збирка Песнило, така натаму. Баш така се чувствувам, како пораснат поет. И многу сум возбудена и многу ми е мило, многу ми е мило дека ќе бидам дел
сега од официјалниот дел на фестивалот. Да, и јас се радувам, плюс дека ќе има така неколку учесници од помладата генерација на тој настан на отварањето на фестивалот и баш ми е некако така не знам, прифаќање. Да, и тука сте супер, сега можеме да правиме заедно работи и истото чувство го добив кога видов баш вчера видов дека Иван Антоновски објавил дека заедно со професорката Мојсава Чепишевска приредиле уште една антологија на современа македонска лирика и прво и окей, видов супер, идам на матица да си ја купам. Си ја купувам книгата, си ја разлистувам вака додека одам по улица и гледам натре стандард Ацо Шопов, Блаже Коневски, Влада Урошевиќ, Матеја Матевски и некои од поетите родени 70 и 80 и супер, нема врска. Ја затварам, си ја ставам во торба, дома ќе читам. И после неколку часа ја отворам книгата да видам убава содржина и наоѓам 10 млади автори внатре. И тој момент бевка, окей, ова е некакво давање и на поддршка, ама и на релевантност, на потврда за присуството на сцената и ми е многу мило што се повеќе луѓе стануваат свесни дека ете таа нова генерација уметници се дел од сцената. Се баш релевантни за да бидат вклучени во целосниот живот. Не дека они да било кој од повозрастните да не вклучеше, ние ќе бевме како окей, па не правиме ништо. Ама ми е така некако убаво, бидејќи сакам да соработуваме и ние како генерација, ама и со другиве генерации, постари и помлади, бидејќи за неколку години мислам дека ќе се појави нов бран на млади кои ќе сакаат да прават култура и тогаш јас би сакал да ги поддржиме и да правиме работи заедно. Бидејќи зборуваме веќе час и 20 минути. И многу ми е убаво. И мене ми е многу убаво. Така што уште саат и 20. Не, Андре, треба утре полагам. Не. Тука ќе завршиме. Може да правиме втора епизода ако сакаш. Можеме, да. Може кога кој изгледа моето наредно дело кое што веќе го пишувам. Се зафркавам, не пишувам ништо. Јас тоа сакам да те прашам дали спремаш нешто, тоест нешто ново, многу е рано за одма да издадеш втора книга, ама онака ме интересира дали си пишуваш, дали работиш на поезија или на проза. Ја цело време нешто работам. Тоа е пошто не знам никога што работам. Односно цело време нешто се пишувам, мислам дека наредното нешто што ќе го изгледам ќе биде проза, чисто затоа што сакам да имаме нешто што е поезија и што е проза, плюс сега сум гледана како поетеса, ама реалистично јас пишувам повеќе проза можеби од поезија, затоа што како проза си ги гледам сите раскашања што ги пишувам на дневна база. Пишуваш раскази? Пишувам раскази. Не знам што пишувам, чудно да мислам глупаво ми е некако да објаснувам сега точно како. Окей, добро, има кој да го видите и да каже, окей, ова е тоа. Или е некаков хибрид седно. Имам некоја ова е реално проза. одговор на прашањето за што пишувам сега. Имам некоја замисла. Имам напишано романчиња што никогаш нема да ги издадам. И имам повеќе такви. Така и некако почнав да пишувам. Ја почнав да пишувам со цел роман, или луѓе почнуваат со песна или со ја решив ќе пишувам роман и напишав не знам колку беа 200 страници, така почнав, ништо претходно не пишав. Не пишав ни песни за во 6-то деление за на час по македонски не пишував. Ја почнав со роман. Нема да го издадам, пошто не е толку добар, али голем залак беше. Мислам, не, има и тој приказ во позадина, ама имам такви повеќе. Не мислам дека се нешто што треба да се издаде, не мислам дека човек треба да издаде се што ќе напише, ама долго време пишувам сега нешто што е некоја фузија од работи што ми се случиле, со некој карактер кој што треба да ги има, не знам, треба да е некој друг карактер со работи што ми се случиле мене, односно пробам да направам чудо од ништо посебно и затоа нигде не иде. Ама кажа.
Да, автофикција. Па Така, да, така. Везан немам да во што Да фрлат книжевници во Не, камера. знам што е автофикција. Не сум сигурна дали е тоа. Само некако као да мислам дека многу интересни работи ми се случиле во животот, па треба да ги раскажам за да не ги заборавам и обично тоа си го правам. Долго време си пишувам јас за мојот живот и сватев дека стварно интересно да можам да го склопам се тоа. И така тоа многу долго време трае и Не, добро мислам, Пишувам. зошто би брзала со било Да. со било што, ама не брзам. да, овие работи од болничките ходници внесени во книжевен текст, без разлика дали е тој поетски или прозан, се интересни за читање. Барем мене како читател ме интересираат и би сакал да таа емоција што ја извади преска и додека зборуваш и додека те слушав и јас и позади камера, баш би сакал, не знам, уште да видам, а секако и моментот со колективот и самовилите и вештергите би биле интересни теми за било што понатаму. Секако и некои нови теми кои ги немав тука. Да. Ама не е ова најава за ништо, ништо посебно не пишам, само да се искажам јас. Да, инаку ништо не е сега, рано е многу. Да се потенцирам да не почне некој да ме прашува кога ќе излезе наредната книга. Кога ќе биде наредниот роман, ќе биде смешно, вака подобро ништо нема сега. Ќе биде кога ќе созрее. Па окей, фала ти многу, мене ми беше многу убаво. И мене, фала ти на тебе, и што конечно го снимаш. Да. Па ќе се дружиме сега на Скопски поетски. Така е. И тука во буква додека вие учите, а јас ви правам кафе. Така е, ќе се дружиме и ќе збориме измеѓу. Да. Фала ти многу. Фала ти на тебе. И на тебе.